Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Вечерва наши ваш гостин е лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Зошто опозицијата е против повторно свикување на собранието? Кога би се одржале одложените парламентарни избори? Што се предусловите за тоа? Како државава се справува со здравствената и економската криза? Се дел од прашањата за кои ќе разговараме со Мицкоски. Мандатот на пратениците не може да продолжи во случај на самораспуштање на собранието. И се распуштува собранието, не продолжил мандатот. Така, надвор од условите. Сака да каже, ако се исполнети условите во ставот 4, од членот 63, може да продолжи. Бидејќи, ама самораспуштање се спомнува. Ама точно, доколку е активен парламентот. Ама како ако се самораспуштил ќе биде активен? Па сега, токму тоа е прашањето, како доколку е самораспуштен е активен. Ајде сега, истиот председател на држава да направи една таква лидерска средба, да седнеме, да поразговараме, да видиме што е целта на ова парламентарно мнозинство, што всушност е клучната иницијатива, зашто не сакаат да се собере овој парламент, да поразговараме лидерите на најголемите политички партии. Па ние ја користам оваа прилика во вашата емисија да го повикам председател на државата во најскоро време да не создаваме во јавноста тензија непотребна, да не се контрираме со опозиција, да се надбудруваме кој е погласен или кој е повидлив, пони се против, ние сме за. Да не оптеретуваме јавноста, доволно луѓе се оптеретени со ова што не задеси со пандемијава, сиот овој економски ризик во кој што граѓаните живеат. Дајте да седнеме, да направиме на лидерска средба, да ги отвориме картите. Бидете налсат, интервјуто со председателот на ВМРО ДПМН почнува за кратко. Гледате 360 степени. Христијан Мицкоски, председател на ВМРО ДПМН е гостин во вечерашново издание. Господин Мицкоски, добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер и благодарам на поканата. Ова е прв ваш настап по излегувањето од изолација. Токму така. Здравствено, како се чувствувате? Подлично и здравствено и физички. Испадна дека сепак тоа беше само превентивно останување дома. Да, така, испадна двата теста и првиот онеј момент кога практично надлежните ми соопштија дека постои опасност да бидам заразен, дека од COVID-19 вирусот, и тој беше негативен, и на контролниот тест после периодот поминат во изолација, кој што во тој момент беше 7 ден, ако не се лажам. Имаше доста вака нејасноти во јавноста, зашто 14 за вас 7, затоа што практично 7 дена ги поминавме на нога, не знаејќи при тоа дека нашиот последен контакт со лице кое што во тој момент беше инфицирано со COVID-19 вирусот беше пред 7 денот кога ни соопштија дека постои опасност да и ние сме инфицирани, така што вкупниот период е 7 дена на нога и 7 дена во изолација, вкупно 14 дена. Од вашите блиски соработници исто така сите се добро? Сите се добро, сите се тестираа кога се слушна таа работа дека постои опасност јас да како резултат на тој контакт со лицето кое што беше инфицирано од COVID-19 да бидам инфициран, така што сите се негативни, фала му на Бога. Каква ви е рутината дневна? Одите во партијата, таму имате некакви посебни специјални мерки воспоставени во овој период? Да, има посебни мерки. Нормално ги почитуваме препораките кои што сите треба да ги почитуваат, сите организации за работење во затворена просторија, така што тука не отскокнуваме надвор од тие принципи. Вечерва мислам дека сме на пристојна дистанца, дека сме на тој 1,5 до 2 кој што е дозволен и можеме и вака да разговараме без маски. Доволно за воет, сега да одиме на овие политичките прашања кои што верувам дека се интереси за јавноста. Денови е актуелна иницијатива на пратеници од власта, а и не само од власта, повеќе партии се потпишани на таа иницијатива за повторно свикување на собранието. Иницијативата е до председателот на парламентот. Вашата партија се изјасни против. Зошто? И еве, ајде веднаш една појдовна теза, нели би било интерес на опозицијата во услови кога сета моќ, власт е концентрирана кај владата, сепак собранието да се состане и на некој начин да може да го контролира тоа што го работи извршната власт. Се наоѓаме во една многу деликатна ситуација во државата, кога имаме поранешни пратеници, поранешен состав на собранието. И тоа не го говори само ВМРО ДПМН или Христијан Мицкоски. Тоа е практично став на
прилично релевантни и кредибилни имиња во делот на уставното право, како што е професорот Климовски, професорката Силјановска, професорката Каракамишева, други професори од правниот факултет кои што велат дека поранешни пратеници не можат да поднесат иницијатива, затоа што навистина тоа би било сериозен преседан кој што би значил директно и брутално кршење на уставот. И сега, да, точно ние како опозиција имаме интерес да имаме определен checks and balance, кој што значи мониторинг на сите одлуки кои што се носат како уредби со сила на закон од рамките на оваа техничка влада, но не на овој начин, не на начин на кој што би се кршил уставот. Тоа е како прва теза која што сакам да кажам. Како втора теза треба да видиме што е суштината. Зошто власта сака да се состане парламентот противуставно? Што е целта на власта? И сега ние тука можеби ќе погодуваме која е целта. Првата цел е она официјално која што го слушаме, а тоа е практично да сите оние уредби кои што беа донесени од страна на оваа техничка влада, некое двотретинско мнозинство во рамките на парламентот ги потврди, па да бидат на сигурно, бидејќи знаат дека следниот состав во парламентот можеби нема да имаат можност да имаат мнозинство и можеби нема тие да бидат кои што ќе составуваат владата, па се плашат од исходот на една таква ситуација. И тоа е кредибилно и легитимно да се уплашени, затоа што знаат дека ќе ги изгубат следните парламентарни избори кога и да се случат. И така уплашени сега се обидуваат противуставно да го соберат овој состав на поранешни пратеници. Вие рековте власта, но не и само власта, јас би рекол власта и поддржувачи на власта, директни или индиректни. Втората теза е дека сакаат еве да наметнат датум за избори, да прецизираат датум за избори, затоа што практично одлуката е донесена од страна на пратениците да се самораспушти парламентот, но треба сега ново решение да се потпише кога ќе биде датумот, бидејќи старото решение, за жал е позади нас, не се случи изборите на 12 април, така што сега ни е потребно едно ново решение, па можеби некое ново парламентарно мнозинство ќе определи дата која што ќе одговара само на определен политички кампус, а не на сите, а принципиелно се договоривме дека сите политички партии консензуално ќе треба да донесат новата дата за добивање на тие предвремени парламентарни или сега можеби редовни веќе парламентарни избори на последниот состанок кај претседателот Пендаровски. Можеби и некоја трета цел која што навистина мене ми е нејасна, но полека, но сигурно ние на овој начин влегуваме во една кризна ситуација, сакала да признае владата или не, од военна преоѓаме во транзиција на кризна, политички кризна, економски кризна, здравствено кризна, образовно кризна или било како сакате наречете кризна состојба во државата. Свесно ве оставив да ја елаборирате вашата теза, бидејќи ќе сакам да полемизираме со дел од овие ваши ставови, се разбира. Има одлука на Уставниот суд во кој што се толкува оваа состојба. Тоа е одлука од мај 2016 година, во која што се вели дека мандатот на пратениците не може да продолжи во случај на самораспуштање на собранието, тоа е вие ова што го зборувате, надвор од условите утврдени во членот 63 став 4 од Уставот, или обратно, може да продолжи под услови предвидени во членот 63 став 4, а тоа е дека мандатот на пратениците во собранието може да продолжи само во случај на војна или вонредна состојба. Имаме прогласена вонредна состојба. Имаме толкување на Уставниот суд и тоа токму во ситуација кога парламентот донел одлука за самораспуштање. Бидејќи деновиве слушам толкување за тоа дека мандат уствари бил периодот од избор до крај или 4 години и дека не се однесувало на тоа. Не, токму тоа е погрешното толкување. Јас не сум правник, но за моја среќа имам луѓе кои што се врвни експерти, кои што се мои стратешки соработници и пријатели со кои што се советувам на овие теми. Нашиот парламент, за разлика од другите парламенти, е поинаков малку, бидејќи тоа е во постојано заседавање. Има парламенти кои што имаат пролетна и есенска сесија, практично, и има таму еден период од јули месец до септември, кога тие не се состануваат. Нашиот парламент е во постојано заседавање. Со носење на одлука, како што, впрочем, вие цитиравте, со носење на одлука на само распуштање на тој парламент, практично завршува периодот на само, односно на сесијата, односно на активниот состав на парламентот. Освен ако не е прогласена војна или вонредна состојба, и тоа го вели Уставниот суд. Точно, додека трае активната сесија. Но парламентот се распушти.
Неколку видете, недели. Господин Мицковски, оваа одлука се однесува на состојба на одлука за распуштање. Точно, Значи, но доколку ја па- инициирал председателот на собранието актуелен, Талат Џафери, тогаш како пратеник, и Уставниот суд носи одлука во услови кога парламентот се само распуштил. И вели, мандатот на пратениците не може да продолжи во случај на самораспуштање. Точно, надвор од условите утврдени во член 63 став 4, а условите во член 63 став 4 се вонредна или војна состојба. Така, доколку парламентот е во активна сесија, доколку не е само распуштен. Ама не, чекајте, зборуваме за самораспуштање. Да, не точно. разбирате, за само Освен во распуштање условите, а условите во членот кој што вие го цитирате е таков да мора парламентот да не биде активен, односно да е во заседавање. Ама не. Уставниот суд друго вели. Па токму тоа го вели Уставниот суд. Ајде прочитајте го, ќе Ајде, видите. мандатот на пратениците не може да продолжи во случај на самораспуштање на собранието. И се распуштило собранието, и не па сега- продолжил мандатот, да, така? надвор од условите. Сака да каже, ако се исполнети условите во ставот 4, од членот 63, може да продолжи. Доколку- Бидејќи, ама самораспуштање се спомнува. Ама точно, доколку е активен парламентот. Во Ама нашиот како ако се случај е самораспуштил неактивен. ќе биде активен? Па сега, токму тоа е прашањето, како доколку е само распуштен е активен, затоа тој дел не важи. Уставниот суд го толкова ситуација на само распуштање, господин Мицковски, не толкова ситуација на активна сесија како што велите. Баш вели дека мандатот на пратениците може да продолжи и во случај на само распуштање ако е прогласена војна или вонредна состојба. Јас се обидувам да ви дадам толкување кое што јас го знам, дека тоа важи исклучиво во случај кога парламентот е активен, односно е во заседание. Прашајте ги Силјановска и Каракамишева Ајде, ќе ги да ја прашаме. протолкуваат ова толкување на Јас и сум ова ги јас прашал. јас сам него се разбира него толкувам сам. Ова е еден од нивните најдобри студенти, сега доцент на катедрата, Денис Прешова, го има овој свој став. Ја колку што знам професорката Силјановска се гордее со тоа што го има Прешова за свој колега. Видете, јас само сакам да ви кажам дека истата ова како би кажал, истата оваа позиција, истиот тој експерт за време на последната средба како експерти што има кај председателот Пендаровски имаше истата позиција и тогаш доби соодветно објаснување од истите овие ликови кои што вие ги споменавте, професорката Каракамишева и Не сме слушнале. Да биде искрени, господин Мицковски, ги следев на стапите јавни и на професорката Силјановска и на професорката Каракамишева не сакаат, свесно или несвесно, да се реферираат на овој дел од одлуката на Уставниот суд. Видете, оваа позиција ја има и тогаш. Двајца од експертите кои што сега тоа е за затворени врати, се дискутира, се дебатира. Секој од тие присутни експерти, мислам дека беше професорот Часивари, професорката Силјановска, Каракамишева, именуваното лице кој што вие го споменавте, Рената Десковска и советничкиот тим на Пендаровски плюс господинот Џафери. Иста тоа позиција негова таму беше пренесена и ги доби одговорите кои што ги доби сега. Еве, ќе ги прашате и Каракамишева и Силјановска, ќе ви дадат одговор. Јас ви го кажувам одговорот кој што го доби он таму и кој што јас ви го соопштувам вас на оваа ваша дилема. Може би не биле доволно искрени и не ви го кажале одговорот кој што тогаш го доби од страна на тие две стручни лица. Да. Но факт е дека ние сме сега во една нелогична ситуација и да, точно е дека тука во тој дел уставот е недокажан. Односно, уставот е проблематичен. Сакам уште малку за оваа правна позиција да разговараме. Ставовите на Венецијанската комисија, особено околу законот за јазици, ви беа многу важни. Инсистирате да се почитуваат. Еве Венецијанската комисија што вели во случајот на Грузија. Не, на Франција. Не, на Франција. Вели вака. Повеќето демократски устави даваат право на извршната власт да прогласи вонредна состојба. Точно. И тоа кај нас еве го направи шефот на државата кој што е дел од извршната власт. Но тоа подлежи на парламентарна согласност. И точно е, ако го видиме нашиот устав, е пишуван точно вака како што вели Венецијанската комисија. Прашањето за тоа кој треба да стави крај на вонредната состојба, кога и како, не може да се препушти на проценката на извршната власт која има зголемени овластувања. Тоа е прашање за парламентот. Од тука, потребата парламентарниот живот да продолжи за време на целата вонредна состојба. Ова е став на Венецијанска, која што во принцип кога ќе донесе еден став, потоа ги повторува и ги цитира овие своји. Сега можам да ви го цитирам ставот на Венецијанска во случајот со Грузија, ако сакате. Добро. Во случајот со Грузија истата Венецијанска вели дека вонредна состојба кога се носили emergency state
и потоа организирање на изборен процес, треба да поминат најмалку 60 дена од моментот кога ќе заврши таа состојба или вонредна состојба, но истовремено истата таа Венецијанска комисија вели дека распуштениот парламент може повторно да се собере за време на таа вонредна состојба. Но кај нив системот е поинаков. Претседателот е тој кој што го распушта парламентот. А не пратениците кои што се само распуштаат и кои што од тој момент, за жал, во нашиот устав стануваат поранешни пратеници. Знаете што ова што ви го цитирав и сосема на крај, францускиот и нашиот систем устав не се исти. Не, ова што ви го цитирам е како копирано во нашиот устав, бидејќи точно и нашиот устав вели дека вонредна состојба може да прогласи и претседател. Се слагам дека е правена компилација тогаш од делови од францускиот и некои други устави, но за жал оставена оваа одредница недоречена. Кој е мојот став по повод тоа прашање е да би сакал да оваа дебата тука ако може да ја појаснам. Мојот став е следен. Што и да се случи, било што, и да продолжи СДСМ на неуставен начин да се обидува да ги свикува парламентарците во парламентот, ние ќе велиме не е така, тие ќе велат дека е така, и ќе цитираме устави, членови, Венецијански комисии и така натаму. Факт е еден, дека ние имаме состојба на криза во држава. Како и да е, дали ние сме ја формално прогласили или не, ние имаме во моментот состојба на криза. Логично е да го повикаме претседателот на државата, бидејќи пред да ја воведеме военната состојба, го повикавме претседателот на државата да прогласи военна состојба. Пред да ја прогласи таа военна состојба, имавме состанок кај претседателот на државата да најдеме начин како да се одложат тие избори. Тогаш на тој состанок нас не беше аргументирано од страна на владачкото мнозинство дека на нас не е потребна военна состојба за да може владата да носи уредби со сила на закон, бидејќи на стопанството му се потребни мерки, определени предлози и така натаму, кои што при неактивен парламент не можеме да ги носиме, и второ, да донесеме уредба со која што ќе ги прекинеме изборните дејства. Ајде сега, истиот претседател на држава да направи една таква лидерска средба, да седнеме, да поразговараме, да видиме што е целта на ова парламентарно мнозинство, што всушност е клучната иницијатива зашто не сакаат да се собере овој парламент, да поразговараме лидерите на најголемите политички партии. Не ја користам оваа прилика во вашата емисија да го повикам претседателот на државата во најскоро време да не создаваме во јавноста тензија непотребна, да не се контрираме со опозиција, да се надбудруваме кој е погласен или кој е повидлив, они се против, ние сме за. Да не оптеретуваме јавноста, доволно луѓе се оптеретени со ова што не задеси со пандемијава, сиот овој економски ризик во кој што граѓаните живеат. Дајте да седнеме, да направиме на лидерска средба, да ги отвориме картите, нека не запознае владачкото мнозинство, нека не запознае господинот Зоран Заев што е целта на ова противуставно собирање и да видиме дали можеме да се договориме. Нема потреба зашто ние да оптеретуваме сега јавноста и да вадиме членови, реченици, овој рекол така, овој рекол вака. Верувајте ми, таков е уставот да секој ќе си има сопствена причина. Ќе цитираме еден професор, простете, нема да го именувам, вели немојте да правите луѓе лакрдија повторно од парламентот. Сега ние до кога ќе продолжиме вака неодговорно да се однесуваме. Ама што е понеодговорно да и дозволите вие како опозиција и ние како јавност која што треба да ја контролира меѓу другото и власта и другите центри на моќ во државата, да ја има сета таа моќ акумулирано кај себе, без активен парламент, или ова што вие го зборувате? За мене ова прво е по неодговорно. Зошто е ненормално парламентот да се состане, уште повеќе што има и правни основи тоа да се случи, па парламентот навистина да може да остварува таа контрола врз власта. Вие како опозиција да можете да ги дебатирате предлог законските решенија, да поднесувате амандмани, да ги одобрувате, да блокирате таму каде што мислите дека не треба. Зошто бегате од тоа? Васко, видете, простете, не ме убедивте дека со оваа теза само дебатираме. Да, не ме убедивте дека со оваа теза на именуваното лице дека треба да се свика парламентот. Напротив, само потврдивте дека во тоа што сум убеден, ќе бидам уште поубеден дека во моментов нема уставна одредба за да може да се свика парламентот. Значи пак ќе ви кажам, ве молам заедно со професорката Силјановска, прочитајте го ова, ќе видите и самата што ќе ви кажам. Не видите, сега станува збор за врвен експерт кој што животот го посветил на уставното право во Македонија. Второ бил член на
Венецијанска комисија. Предпоставам дека тој документ во раци поминал најмалку неколку пати повеќе од колку менина вашето не поминал, така да сигурно тоа што сум бил брифиран, било брифирано врз основа на цврсти основи. Ве молам, не ме сваќате погрешно со ова. Така што во ред е, после емисијата, уште еднаш как по седми пат ќе се консултирам по ова прашање, но сум убеден дека овој документ најмалку неколку пати повеќе и поминал во рака. И мене ми била професорка, да, неспорно е дека е високо почитувана, респектибилна, но во овој случај може да и се забележува и за партиска субјективност во ставот, бидејќи е носител на листата на ВМРО-ДПМН во првата изборна единица. Не, ама видете, немојте да ги партизирате овие прашања. Не е ова партиско прашање, ова е правно прашање. Така е. Нема потреба ние да ја поларизираме јавноста на партиски гласови од едната страна или од другата страна. Ова е правно прашање, ова е правна дебата. Ако ние навлеземе Васко во една дискусија дали ова партиски вака, така никогаш нема се сложиме. Ја велам, луѓе, дајте да најдеме решение. Тоа решение може да го најдеме ако е шефот на државата, председателот, повторно, апелирам, свика на таква лидерска средба да бидеме сите ние запознаени. И што би можел да биде исходот? Која е целта на парламентарното? Па да видиме која е целта. Значи, вие ако ве убедат, може и ќе ја поддржите иницијативата. Не, вториот предлог мој е веќе одали чекор повеќе во вашата емисија ќе биде добро. Ајде сега повторно како што направивме минатиот пат да ги свикаме експертите да најдат модус вивенди како оваа работа правно да се реши. Ние мораме да создадеме правна држава. Ние не можеме да создаваме правна несигурност. Повторно ќе го цитирам тој професор кој рече доста е веќе од овие лакрди што ги правиме. А што е неправно во тоа што владата со уредба со законска сила ги замрзна изборните дејства? Еве ќе дојдам сега на таа теза, на првата ваша теза, на прво прашање воведното, па потоа ќе дискутираме и за другото. Да, точно е дека опозицијата сака да ги контролира сите практично уредби со кои што владата тогаш веќе нема да бидат уредби, ќе бидат предлог закони кои што ќе доаѓаат на усвојување во собранието. Лично еве ќе ви кажам што би направил јас што би направил, сите овие уредби ќе ги од правен аспект и од уставен аспект ќе ги дадеме во Венецијанска комисија да ги провери дали овие уредби се согласно законите, односно согласно уставот во државата. И второ, ако се сомневаме во корупција, гледаме еден член на антикорупцијска комисија пред некој ден на национална телевизија имаше интервју каде што изрази сериозни сомневања за можни злоупотреби за криминал и корупција во јавните набавки. Интересно е дека, например, невладина организација, Центар за граѓански иницијативи, многу посистематично, поконкретно, подиректно посочува на тоа отколку опозицијата, да речеме. Точно, и тогаш ќе ги дадеме во антикорупцијска комисија, и антикорупцијска комисија нека се произнесе дали имало злоупотреби од аспект на корупција, придобивки финансиски така натаму, со овие две мислења, Васко. Доколку Венецијанска комисија нас ни каже дека луѓе, ситуацијата дека е чиста согласно вашиот устав, луѓе си работеле како што треба, антикорупцијска не каже тука нема злоупотреби, се е како што треба, се е по закон и така натаму, тогаш јас не гледам причина остравување и правење вакви противуставни дејства. Она кое што ние како опозиција го бараме. Нормално ли е ова ситуација да перзистира толку долго без парламент? Да, само ако ми дозволите. Во првиот случај, јас ги разбирав оние 30 дена. Владата имаше доволно време, 30 дена, да направи антикризни мерки, економски, вакви, такви, онакви, така натаму. И сето тоа ми беше, одреден аспект јасно. Но мене не ми се јасни овие вториве 30 дена, не ми се јасни ако има следни денови, затоа што мислам дека 30 дена е сосема доволно ако оправдувањето на владеачкото мнозинство беше луѓе нас не треба водена состојба за да донесеме сет антикризни мерки со кои што ќе помогнеме на стопанството и ќе ги распуштиме изборите. Добро. И ќе го прекинеме, се извинувам, изборните дејства. Ме интересира зошто сега ни се дополнително потребни нови 30, па нови 30, па нови 30 и така натаму денови во вакви услови. Затоа што веројатно ситуацијата бара од ден на ден носење на законски решенија, а еве вие не ја поддржувате иницијативата за враќање на парламентот кој што би носел закони. Токму тука е проблемот. По завршувањето на првите 30 дена или пред завршување на првите 30 дена требаше да имаме лидерска средба, Васко. И повторно да разговараме, да ја слушнеме потребата од следни 30 дена. Затоа што ние консензуално сите политички партии се договоривме за една таква состојба. И консензуално излеговме во јавноста, во име на
на државотворноста, во име на државата, да тоа го Добро, решиме. и да ве повика и да имавте што ќе кажевте Ама не вие? видете сега, јас не можам да одговарам на и да ме повика Не, за ланскиот снег да ви одговарам. не можам да ја разберам логиката зашто мислите дека нема потреба од нови 30 дена. Видете, Вонредна ако состојба. мене ме прашате, навистина нема потреба да се носи уредба со која што на необработени диаманти ќе се реекспортираат од држава во време на техничка влада. Навистина мислам дека нема потреба да се носят уредби за специјалното јавно обвинителство, трансфер на вработените. Ама пак се враќаме на тоа, зошто не сакате да се активира собранието, каде што апсолутно се тоа ќе го имате под контрола? Васко, не е ставот тука на чувство дали ние сакаме или не сакаме. Дали е тоа уставно или неуставно, тоа е суштината. И второ, еве ќе ви дадам веднаш одговор, да, сакаме. Затоа што нашиот став за ова криминогена влада го знаете и некам да го повторувам сега. Добро, што е излезло? Не сакам да го повторувам. Ајде да пробаме да ги рационализираме. Имено политички позициите. зрели ликови што прават? Прво, председателот пред да ја прогласи оваа втора военна состојба, треба, како првиот пат што не свика, да не свика и вториот пат. Добро. Тогаш имаше, се сеќавате, пред првата военна состојба имаше Совет за безбедност. Па дури потоа имавме лидерска средба. Па дури потоа се прогласи военната состојба, кога сите ние сме политички зрели личности, фала му на Бога, се согласивме дека тоа е неопходно. И сега имаше Совет за безбедност. Имаше, ама немаше се ова другото понатаму. Па барем да го имавме тоа да разговараме. И сега повторно апелирам, ќе дојде крај на оваа военна состојба 15 мај, претпоставувам дека повторно ќе има Совет за безбедност. Добро е да имаме лидерска средба. Господин Мицковски, дали после првомајските, само ако ми дозволите уште една реченица. Еве апелирам во вашата емисија до председателот Пендаровски, до станатите политичари, веднаш по завршување на првомајските празници, нели имаме најави од владата дека ќе има дополнително релаксирање на состојбата во државата, да имаме таква лидерска средба и да разговараме за состојбата во која што се наоѓа државата. Каде што имаме распуштен парламент, каде што имаме пандемија, каде што имаме сериозна економска криза на порти и така. Професорката Силјановска, која што честопати ја цитирате и јас сакам да ја слушам и да ја цитирам, ги почитувам високо нејзините ставови, например, од секогаш се, извинете на изразот, гадела на изместувањето на политичкиот систем кон така наречени лидерски средби, на кои што се субституираат моќта, капацитетите, ингеренциите на институциите. Како сега на еднаш лидерските средби станаа форум на кој што се решава што е право, што е неправо, што е излез, што не е излез. Нели треба тоа на поинаков начин да се прави? Точно, се слагам со вас, но ќе ве потсетам дека последната лидерска средба на која што присуствуваше и почитуваната професорка, се сеќавате, не заврши со договор, туку заврши со политичка согласност, а начинот методолошки како тоа треба да се спроведе, договоривме да го направат експертите. Тоа го направи експертите. Веднаш после таа лидерска средба, председателот Пендаровски, неговиот кабинет ги контактираше на негов предлог релевантните експерти, професор Часивари, Силјановска, Каракамишева, овој, како го кажавте, Прешова, ова рече Десковска, мислам дека телефонски или некако поинако бил вклучен професор Чкарич, и на тој состанок, заедно со кабинетот, во присуство на председателот, во присуство на господинот Џафери, беше донесен заклучок во кој што практично понатаму политичките партии постапуваат. Добро. И тоа е, морате да признаете, Васко, сосема различно од она во кое што во минатото сме биле навикнати како јавност, без разлика дали сме политичари. Затоа што овој пат политичката насока имаше правно-методолошка подкрепа. И на тој начин, понатаму ние продолживме да функционираме. Но тоа не беше случај во втората военна состојба, тоа беше едностран акт. Не, ама тоа е многу важно. Јас разбирам дека тоа сакаме да го премостиме, затоа што тоа е суштината. Тоа е оној одговор на дилемата. Разбирам, но ќе беше исто така добро да ни кажете вие каков став ќе браневте на таа средба, ако сега велите дека требало да има средба. Ама безпредметно е што мислам ја за ланскиот снег. Еве, затоа сега би сакал да мислам за... Истото тогаш важи и зошто не е свикана таа средба. Јас нели можам да ви кажам сега за ланскиот снег да зборуваме. Имаме нова ситуација. Предпоставувам тој што е надлежен требало да размислува за тоа. Јас само сакам да кажам каде направена грешката. Ние точно времето не можеме да го вратиме. Но сакам да поентирам, простете, тука погрешивте, да отворевме интерпартиска дебата за овие актуелни прашања, можеби поинакви решенија ќе се изродеа.
А вака едностранно, Да, некако но- имаме но чувство не- дека тоа се случуваше. Не и може дека- лидерска средба да е над уставен суд. Ако уставен суд има толкување и одлука, не може лидерската средба да го субституира Ама толкувањето на уставниот суд, повторно бидејќи според се уставот заплеткуваме. уставниот суд е единствена институција која што го толкува уставот. Васко, видите, повторно се заплеткувате во политичкиот лавиринт. Јас се обидувам да излезам од ова и да ви кажам да, лидерска средба е една страна на медалата, но за да медалата биде комплетна мора да има и друга страна. Добро. И затоа велам како aftercare на таа лидерска средба, како она што би следело за да биде подкрепа на тие политички ставови, да не бидеме ние над ситуацијата сега како што велите вие над правото, над уставот и така натаму, да имаме состанок на врвни експерти кои што ќе ни кажат, луѓе, ова вие сте го договориле, но простете, ова не е правно. Или, луѓе, вие сте го договориле, така како што замислувате да се случи, тоа не може да се случи, мора вака да се случи. Тоа е онаа што зборувам, да Дали- излеземе од Ве политичкиот лавиринт. разбирам. Ајде да Дали- влеземе во она што е есенција. Затоа велам, ние никогаш нема да се договориме со Зоран Заев дали ќе биде тоа вака или така, бидејќи нити тој нити јас сме правници, нити тој е експерт, нити јас сум, нити па со села, нити па со Али Ахмети може, како што знам, никој од нас не е врвен експерт по уставно право. Но имаме луѓе во нашите структури кои што се врвни експерти и токму тоа е она кое што сакам јас да го поентирам. Дали вистинската причина за вашето одбивање за парламентот да се состане повторно лежи во нешто друго? Например, во желбата Чулев сепак да остане министер за внатрешни работи, бидејќи ако парламентот се собере, може да се наметне прашањето на негова смена. Видете, апсолутно да, легитимно е тоа. Ако се собере парламентот, да се наметне прашањето на негова смена во услови кога имаме техничка влада. Истото како што тоа го направија со повторно противзаконски со еден друг министер кој што беше на предлог на ВМРО да помине, тоа е госпоѓата Мизраки. Тоа се Истото вика може, влада, да, според законот се вика влада за организирање избори. Ако Точно. нема избори, тогаш зошто Чулев е министер за внатрешни работи? Видете, прво тоа е исто така сама по себе неуставна и е плод на еден консензус кој што е неправен и токму тогаш почитуваната професорка се гади од тоа што и јас исто и вие предпоставувам што тогаш е сторено кое што е спротивно на уставот и законите, но за тоа некои други Треба ли Чулев да војно биде време ќе министер зборува. за внатрешни работи сега во овој момент? Се додека Оливер Спасовски е технички председател на влада и сега ако постои и функционира оваа влада и се додека е избран од страна на парламентарното мнозинство, би рекол акламативно Наке Чулев, тој ќе биде министер. Но дали затоа не сакате да се собере парламентот? Не сакаме, ви кажувам, не е дали јас сакам или не сакам. Васко, тука е суштинската грешка, не е проблемот дали јас имам желба да биде тоа вака или така, нит сум султан, нит сум монарх во оваа држава. Проблемот е дали е тоа според устав и дали е согласно правото во оваа држава. Не е тоа дали Наке Чулев ќе бил министер или немало да биде. Некам повторно ќе се не ме враќате на политичка тема, ова не е политичка тема. И сакам тука да направам јасна дистинција. Или ќе го почитуваме правото, или ние нема да имаме правна држава и секогаш понатаму војнинова ќе се крши. Еве ви пример ќе ви дадам еден. Во најидеални услови, Васко, се распушта парламентот заради одржување на редовни избори. 60 дена пред одржување. Тогаш не се распушта. Не, еве, во најдални да предпоставиме во иднина, не сега. Зборам во иднина, носи одлука некогаш. за распуштање, ама тогаш пак се вонредни избори. Нема редовни. Редовни, 60 Добро. дена престанува мандат. Тогаш има джентлменски договор дека нема активност, инаку Наravno, не е после 2 распуштен. недели му текнува на некој од тие таму политички елити што тогаш ќе бидат главни, дајте 20 пратеника потписи, па да го составиме парламент. И до кога ние ќе си играме лакрдија, што би рекол повторно тој професор. Не може вака. Тоа е она. Инаку ако мене ме прашувате сега да ја политизирам и со политиканство да одговорам на вашите правни тези, ќе влезам во разликата е во тоа што сега има вонредна состојба и во тоа е големата разлика со примерот кој што вие го споменувате. Ме разбирате? Тоа е работата, што сега има вонредна состојба. Во вонредна состојба член 63 став 4 вели дека парламентот може повторно да се собере. доколку е во заседание.
И тоа го расчистивме. Според мене е така, според вас мене не е така. според Уставниот суд не е така. Добро, ние едноставно може да не се Дали сложиме за некои работи, затоа е дали дебат друга, ова. така е. Дали е друга политичка причина може да биде тоа што само 7 од вашата пратеничка група се на пратеничките листи, па прашање е колку ќе имате контрола на пратеничката група, да речеме ако се собере повторно парламентот? Не, Васко, не е тоа прашањето. Повторно ќе ви кажам, тоа е политиканство. Знаете, ке седнат сега нашите политички противници, еве Мицкоски не сака ради ова, не сака ради тоа, и сега си прават брейнсторминг и така натаму и лиферуваат такви. Не е, се обидувам цело време да држам една политичка дистанца, бариера околу ова прашање. Добро. Што Знаете е тоа зошто ви го кажувам ова? Ние може да политизираме за се. Ако сакате како политичар ќе ви одговорам за се. Но сега се обидувам да ги растеретам граѓаните кои ќе го гледаат ова интервју, кои ќе не гледаат вечерва, да не препознаат ситен политикант и човек кој што сака да извлече политички поени. Добро. Сакам да разговарам со антитези и тези на правно ниво, иако вие сте еве биле на правниот факултет, сте слушале професорката Силјанска, јас не сум инженер, но имав можност периодов исклучително време да поминам со правни експерти и да разговарам. Не велам дека сум врвен правен експерт, но мојот став по ова прашање е тоа, бидејќи мене ме прашувате од аспект на правото, читам доста, го поминав уставот и можам да ви кажам дека имаме различно мислење. Добро. Ќе Ќе се свика лидерска средба. Што според вас е излезот во однос на изборите? Вие како да ја доведовте во прашање уредбата на владата со која што се замрзнати изборните дејства и според таа уредба во моментот кога ќе прекине вонредната состојба, изборните активности треба да продолжат. ДИК има еден ден рок за да излезе со ревидиран роковник и остануваат некаде, не знам колку, 27-22 дена да речеме до денот на одржување на изборите, според тоа што сега го имаме како правно решение. Сега ќе се обидам тука да вметнам, морам политика сега тука да вметнам, бидејќи ова е политичко прашање, не е само правно, но и да ви дадам една информација. Ајде. Дента кога се носеше таа уредба на влада, јас простете, не би споменувал имиња, но ќе се препознаат тие кои ќе го слушнат мојот одговор. Имав разговор со неколку членови на владата и велам вака. Со носењето на оваа уредба, вие практично го загрозувате целиот изборен процес во иднина. Затоа што практично, нехотично, некако дефинирате период во кој што треба да се завршат изборите. Но тоа беше последица, меѓу другото, на овој став што вие вечерва го браните, а е проектиран во тоа што како став го брани Џафери, а тоа е дека немаше институција која што можеше да донесе поинаква одлука. Не е така, ќе дојдеме и до тоа. И понатаму, мојата дилема беше, во рете што ги стопирате изборните дејствија. Но има еден член, чинам 4 дека беше таа уредба, немојте првата реченица од двете да ја ставате. Немојте таа реченица да ставате, затоа што потоа ќе имаме ние проблеми. И ова некаде се случуваше кога се носеше таа уредба. Може да појасните на што мислите конкретно? Ставот 4 беше каде што вели првата реченица дека изборните дејствија продолжуваат веднаш по прекинато, има уште една втора реченица, реков немојте првата. Зошто? Затоа што имаме принципиелни причини. Еве ќе ви ги кажам сега, политички се овие. Ајде. А потоа ќе збориме и ако сакате и за мојата правна теза. Прво, ние подготвувавме програми, Васко. По тие програми проектиравме определени проекти. Тие проекти се однесуваа на една состојба во македонската економија и потенцијално да располагаме со определени ресурси. Сега македонската економија е во една сосема поинаква ситуација и кондиција од тоа што беше кога ја подготвувавме. И вие, например, ќе треба да ревидирате дел од тие предлог мерки сигурно. Апсолутно, не само ние сите. За 8% рамен данок. данок. Не, дури ако гледате Светска банка, тие препорачуваат рамен данок и дури намалување на тој данок. Значи останувате на како политика, не би преодицирал се уште. Извинете што ви изместив малку. Не би било сериозно што од сега да почнам да разгледувам и јас како претседател на партија кој што пледира утре да биде претседател на влада, но и тимот кој што работеше на програмата, затоа што ние се уште во овој момент не ги знаеме јасно економските ефекти на пандемијата. Тие економски ефекти од оваа перспектива, кога ни вели Светска банка 4% ќе падне економијата, од друга страна министерката вели во втор квартал 15% ќе ни падне економијата, од трета страна до 20 март блескавме, па на 21 март видовме дека буџетот ни е во провалија. Вие разбирам тезата, ако на лидерска средба се договорите дека ова се последни
20-25 дена вонредна состојба, Не, по ама- кој што ќе почнат да Јас течат би сакал преостанатите неколку- 21 ден, тогаш што е проблем? Ќе направите нови програми. Не, ако ми дозволите, Ајде. јас би кажал уште неколку поенти сега, вака во сето ова. Значи не би било честно и честито ние да излеземе сега за 20 дена од денеска на избори пред граѓаните и да кажуваме дека вака ќе биде или така ќе биде. Сигурно нема да биде така. Да, и затоа ние велиме нас во првите 3 приоритета не ни се парламентарни избори. Втора теза која што ќе ви ја кажам, избирачкиот список не е заклучен. Избирачкиот список треба да се заклучи затоа што од тогаш кога беше најавен увид до денеска имаме луѓе кои што се стекнале со право на глас, имаме луѓе кои што за жал починале. Треба тој избирачки список да се ажурира и за тоа е потребно време. Но за тоа претпоставам одговор ќе ви даде претседателот на државната изборна комисија. Кој патем чудно се сокри овие 2-3 дена го бараме, го нема. Прво се јави, сега 3 дена го нема. Па не знам. Да се надеваме дека е нешто лично и приватно, ама дека е добар. Да, знаете, еве самите вие сега се создава кај вас еден сомнеж. Луѓето едноставно се сомнежливи затоа што луѓето имаат еден приоритет, а тоа е заштита на нивното здравје и на крајот од денот нивната економска состојба или благосостојба. Ни на крај памет некој денеска не му паѓа за политиканство и организирање на избори. Добро, што е вашиот став за изборите? Понатаму. Тоа ме интересира. Ако го следам тонот на изјавата на подпредседателот Николовски вчера, вие не сакате брзи избори. Знам што ќе ми одговорите, тоа зависи од ситуацијата и така натаму, но Нема да ви одговорам тоа. Нашиот став во моментот за изборите е дека ако ги анализирате сите овие работи кои што ви кажувам, каква е можноста сега вие да ги екипирате избирачките одбори? Може и половина нема да сакаат да бидат таму. Дали вие можете да организирате соодветна и надржна мониторинг мисија од ОПСИ и ОДИХР? Па тие ги мониторираат изборите и во Америка и можам да ви нудам многу аргументи и контраргументи кои што се спротивни на таа уредба која што тогаш ја донесува, која што им велев немојте и да ве потсетам што сакам да напоменам поврзано со дента на гласањето на уредбата, господин Наке Чулев не гласаше за подршка на таа уредба. добро. Тука е затворен цитат. Сега ме прашувате Што е излезло? мислите Да, што е излезло Токму тогаш за затоа барам изборите? да излеземе на таа лидерска средба. Јас не сум како СДСМ и Зоран Заев. Седат брифираат 21, 28 јуни, 5 јули, 12 јули и така натаму. Од друга страна официјално велат здравјето им е на граѓаните приоритет, а од трета страна платени слуги на Зоран Заев пишуваат колумни дека најдобро е во јуни да имаме избори и така натаму и така. Јас немам лицемерно однесување во политиката, едноставно сум човек кој што сака да се држи до принципите. И мојот принцип, иако еве го погази претседателот, не свика втора лидерска средба кога ја продолжи во редната состојба, еве сега користам прилика да го повикам да организира час поскоро лидерска средба, да седнеме, да збориме за изборите. Да, што би бил вашиот став? Да збориме и за изборите. Добро, што би бил вашиот став? Вие не сте за ова правно решение како моментално. ВМРО ДПМН во овој момент во првите 3 приоритета не е одржување на парламентарни избори во услови кога имаме пандемија, на здравствена криза, Не, санитарна добро, но во криза еден и така момент ќе натаму. се наметне тоа прашање. Еве, мојот одговор е тој. Јас навистина во овој момент се борам што можам повеќе како претседател на најголема политичка партија во опозиција, како кандидат за мандатар кој што утре пледира да биде премиер, да понуди што е можно повеќе мерки Ако добро за го заштита на следам тоа граѓаните и што го економски зборувате, антикризни. да, на почетокот споменавте една фраза, ќе треба ново решение да се потпише. На што мислите? За изборите. Точно, претседателот на собрание биде одлуката за избори е донесена, за распуштање на парламентот е донесена. Да. И тука единствена како управен акт е тоа, Тала Џафери во тој момент како претседател потпиша решение да бидат на 12 април, ако не се лажам, избори. Истото тоа треба решение сега во друга дата да се потпише. Како ќе дојдеме сега до Ама тоа од решение? која позиција Тала Џафери тоа ќе го прави кога вели дека го нема тој капацитет? За разлика од претениците, неговата улога не е таква. Како претседател на собрание, он останува до моментот додека не биде избран нов претседател на. Ама зошто не ја повлече оваа својата прва одлука? Тогаш па да ја олеснеше целата оваа ситуација, немаше да има потреба од уредба на владата. Па сега видите во овој момент точно имаше многу начини како да се бајпасира ова што вие сега како дилема го отварате, но претпоставувам уредбата не со таа содржина е резултат на таа лидерска средба и резултат на експертската средба која што следеше на лидерската средба. Дозволете ми да сумирам. Значи не сте за
да се свика парламентот, затоа што сметате дека тоа ќе биде противуставно. Точно, и стојам на тој став дека Ја е доведувате противуставно. во прашање, да речеме, остварливоста, се обидувам сега да бидам што попрецизен, на уредбата на владата од низа дилеми поврзана со замрзнувањето на изборните дејства. Сте за лидерска средба на која што би се договорили? На која што оваа држава ќе излезе од оваа криза која што неминовно се наоѓа во моментов. И која што еднострано е наметнато од определена политичка елита. Тоа е она кое што мене ме мачи во Ама моментов. епидемијата не е сега, не ја донесе СДС. Не зборам за епидемијата, ја зборам за едностраниот чин на атак, неуставен, а тоа е собирањето на потписи и обидот за неуставно собирање на собранието. Јас не зборам за пандемијата, во ниту еден момент не би сакал за тоа да зборам. Нормална ли е за вас ситуацијата сето ова да продолжи да перзистира со месеци? Да имаме влада. Не е нормална. Апсолутно. Затоа тогаш повикувам на лидерска средба, дајте да седнеме, да донесеме политичка одлука, да направиме политичка насока за да можат потоа експертите да остават тоа во правна рамка за да можеме да функционираме како држава понатаму. Тоа е мојата молба. И тоа е мојот апел кој што ќе биде резултат на Што ви велат вашите правни советници? Има излез? Можна е таква правна рамка? Видете, јас денеска пак ако нема собрание, кој ќе треба владата да донесе каква каква уредба? Јас денеска уредба? првпат во вашата емисија ја споменувам ова идеја да се свика лидерска средба, откако за жал претседателот на државата ја испушти можноста при прогласувањето на втората лидерска средба на втората сезонна водена состојба да свика лидерска средба, еве го повикувам денеска од вашата емисија ексклузивно да свика лидерска средба, да седнеме да ги дефинираме точките на дневен ред, да им помогнеме на граѓаните и да помогнеме на државата да излеземе што понеоштетени од оваа кризна состојба. Може малку поконкретен да бидете, што би бил вашиот став, да речеме? Како понатаму? Па еве да разговараме како понатаму ќе функционира и самата влада, како понатаму ќе Што функционира. е вашиот предлог? Како да функционира Па влада? во овој момент би почекал најпрво да биде закажана таа лидерска средба, па дури таму би го соопштил за да можеме сите отворено да разговараме. Ќе ми дозволите да тоа остане на таа лидерска средба. Не сум човек кој што Четам Хаус Рулс ги прераскажува или вади брифинзи од Мислам тие. дека беше интересен до сегашниот тек на дебатата, ама го потрошиме времето. Сакам блиц само да ве прашам, што мислите здравствено како се справува владата со тековнава состојба? Му верувате ли, например, на Венко Филипче за начинот на кој што ги менаџира состојбите? Мојот став за Венко Филипче го знаете. Инаку јас им верувам бидејќи потекнувам од семејство каде што еден од родителите е лекар. Сестра ми е фармацевт, за волја на истината, и во моето семејство имам многу лекари, соработувам со многу лекари, во извршниот комитет, во партијата, имам многу пријатели, лични лекари, и верувам во нивната способност, верувам во професорите кои што ги создале тие лекари и верувам дека тие лекари, медицински лица, сестри, персонал кои што се таму дават се од себе за да се справат со оваа пандемија максимално имајќи ги во предвид ресурсите со кои што располагаат. Има многу сведоштва на мои пријатели, блиски луѓе кои што велат дека немаат доволно заштитен материјал кога ракуваат и кога се справуваат со пандемијата, и тоа не е некоја тајна. Тоа впрочем ќе го забележите и на социјалните медии. Сето она кое што го прават тие лица е вредно за поклон и јас тоа сум го кажувал многу пати во минатото, им се поклонувам. Инаку, еве ќе ви дадам еден пример. Каде може би ја направи клучната грешка Филипче? Во текот на вчерашниот ден имаше обраќање кое што го откажа поради тоа што медиумите не го пренесувале. Дали неговите обраќања до сега беа само затоа што медиумите го пренесуваа или затоа што се грижеше за здравјето како ресорен министр? Доколку медиумите не го пренесуваат поради причини кои што ним им се познати. Имаме YouTube канали, имаме Facebook канали, имаме друг начин на комуникација. Ако вие навистина се грижите за здравјето на граѓаните, ќе најдете начин како тоа да го направите. Жалам што ја испушти таа шанса вчера и покажа и ги потврди сите оние сомнежи кои што многумина ги имаат дека сето ова е само насока на неговите квалитетни или неквалитетни пиар советници. Мораме да завршуваме. За економија ништо не прозборувавме, иако веројатно тука се вашите аргументи најсилни. Не, нашите аргументи се силни во сите полиња. Гледачите ќе судат. Благодарам што ми овозможивте прво да имаме вака квалитетна дебата. Единствено на крај ќе ми дозволите една реченица. Мислам дека најтешкото од аспект на економијата допрева доаѓа.
Иако и сега се чувствува, иако и сега добивам многу пораки, телефонски јавувања, мои прогнози и така натаму, но најтешкото допрва доаѓа. И една интересна, еве, ако ми дозволите, поента ќе ви кажам сега. Разговарав со еден директор на еден странски инвеститор кој што е во автомобилската индустрија, кој што произведува делови за автомобилската индустрија. Ми вели вака: сега нарачките до крај на година се намалени за 30% под услов од 1 јуни да се нормализира состојбата. Секаде да биде нормално. Но што е суштината? Ние извезуваме за автомобилската индустрија. Демендот, односно побарувачката во автомобилската индустрија се темели на два фактора. Првиот фактор е најголемиот дел од автокар компаниите нема да бараат нови автомобили. Зошто? Затоа што нема туризам и нема кој да се извини не автокар, него рентакар компаниите нема да изнајмува автомобили и практично ќе се потпрат на стариот возен парк. И вториот столб, тоа се оние автомобили кои што практично големите корпорации ги даваат на нивните вработени менаџери како определена форма на стимул и така натаму, бидејќи сега ќе немаат ресурс, ќе изостане и таа побарувачка. Овие два столба ја сочинуваат 50% од побарувачката за нови автомобили. Ако тие во периодот кој што следи изостанат, тогаш автоматски тој синџир ќе се спушти до овие компании кои што кај нас произведуваат делови за тие автомобили и тие ќе имаат помало производство. И втора поента која што е многу значајна, а тоа е оваа година, Васко, компаниите во Македонија нема да создадат профит или мал дел од нив ќе создадат профит. Каков данок на добивка ќе платат до година? Буџетот во 2021 година ќе има нула или нешто над нулата данок на добивка. Тоа се сериозни предизвици, кои што треба да ги размислуваме уште од сега. Да, неспорно е се ова се аргументи кои што одат во прилог на тоа дека следува многу предизвикувачки, многу тежок период за државата, независно како и кој ќе биде на власт. Мораме да завршуваме. Благодарам што бевте дел од 360 степени, ми беше задоволство да разговарам во изминатите 50 на минути. Благодарам поканата. По паузата ќе видите саботажата. Без намера за фаќање на некои од линиите кои водат кон безизлезот од уставниот лавиринт, ниту за обсервација на хаотичните и контрадикторни ставови на суетните конституционални експерти. Сепак, најзбунувачки е тоа што авторите на документот и оние кои ги пренесуваат знаењата за него, иако потекнуваат од иста школа, па дури и од иста влада, сепак не успеваат да се согласат за ниту една точка од него. Пратениците остануваат, значи дека се имаат мандат од 4 години и остануваат на функција се додека не биде верификуван мандатот на следните. Важи, ако не им е ако не им престанал, тие се откажале од мандатот со само распуштањето. Не е точно, они не ги имаат вратено мандатите се кај нив до избор на нов пратеник на нивно место. Кој може да им го врати? Само граѓаните на избори или пак Уставниот суд? Одлука од Уставниот суд 2016 година, која експлицитно и од Уставниот суд толкувањето оди на таа насока, дека собранието кое е распуштено може повторно се свика во случај точно го имаат кажано тоа на воен и ворена состојба. Боговска е разликата меѓу оние кои што предаваат за она што други го преживеале. Предноста на даскалите е во тоа што тие може да теоретизираат и да бираат зборови и друштво, наспроти оние кои искрено ламентираат, не очекувајќи дека нивните соговорници нема да покажат ниту елементарно сочувство. Јас сум научен и подготвено ја пречекав целата пандемија и криза благодарение на моето 13-месечно искуство у притвор у Шутка. Така да делот изолација, самоизолација ми е доста познат. Господјо Мирјана, очигледно дека човекот не ми е соодветен соговорник кој може да зборува за кризна состојба. Кризна или воредна е навистина сеедно, особено кога на медиумите владее редовна состојба. Во тој контекст е и традицијата, по рамки на слободата на изразување, да се прават паралели, чија соодветност во незината конечност е сепак прашање на вкус, односно на дигестивниот капацитет на желудникот.
тука важи онаа аналогија што Ленин ја кажал за Плеханов. За се што направил добро Заев, треба да му се направи споменик од злато висок 100 метра, а тоа што укнал работата, горе да се обеси. Иако е во прашање временска разлика, па не се знае дали се будиш или заспиваш, сепак импликациите, особено врз диаспората, може да предизвикаат значајни стимулации на разумот, а врз основа на исказите на социјалните мрежи почнуваат да се прецизираат заклучоци. Цел се бајле слушам Алфа телевизија. Абе, луѓе, од доаѓањето на власт на СДС и на тај болен мањак, шизофрен, лудак Заев, нели гледате колку луѓе умреа? Не смеам јас толку да се отворам да ви кажувам на видеото. Не смеам да се отворам. И на крајот, сепак има и такви кои што си се отворени и смеат и можат да кажат кој, како, зошто умрел или зошто се уште е жив. Џорџ Буш е убиен. Џорџ Буш е убиен со инекција пред едно тогаш кога умре, нели? Обама и мажот негов Мишел. Мишел не е Мишел, туку е Майкл. Се вика Майкл Робинсон. Тој е маж, роден 64-та година. Од пола нагоре е жена, од пола надолу е маж. Хилари Клинтон, таа е мртва веќе 2,5 месеци. Во Гринланд лежи во лет. Ова што ја заменува овде е глумица. 15 години помлада и 15 кила полесна. Оваа надреална нарација незаслужено го окупира и овој безбеден остров, но незиниот сериозен публицитет алармира дека светот, освен со новата пандемија, паралелно е соочен со зараза која подолг период се шири, а сега само се користи да биде ставена на заедничка сметка со короната. Со оглед дека никој повеќе не може да биде имун, може би е време и за неа да се најде вакцина. Ако веќе не е, предоцна. Толку за вечерва, се гледаме повторно в понеделник од 22. Пријатно.